Minister Zaev. Почитувам премиере Заев, вице-премиере Ангјушев, драги гости, колеги, со задоволство ви посакувам добри дојде на оваа манифестација организирана за одбележување на една година од успешното работење на нашата компанија во Република Северна Македонија. Euronickel беше основана од нашата групација со цел да се стекне фабрика за фероникел во земјата и со визија за создавање на најголемиот производител на фероникел во Европа. Овој месец го завршуваме првиот чекор од нашата голема програма за подобрување со пуштање во употреба на новата електропечка. Euronickel се наоѓа во центарот на Западен Балкан и е синоним на една голема странска директна инвестиција. Прекогранична трговија, оптимална употреба на природни ресурси и примена на најдобри практики во индустриското производство, како и безбедност во работењето и заштита на животната средина. Ние тргуваме со над 1000 домашни добавувачи и стотици други низ целиот регион и на глобално ниво, користејќи ги постојаните практики, железничките и енергетските мрежи во насока на ефикасното работење, а со цел компанијата секогаш да биде обезбедена со потребните материјали. Ние сме многу горди што ја водевме оваа инвестиција во земјата, доведувајќи софистицирана група меѓународни инвеститори во Република Северна Македонија, придонесувајќи за економската иднина на земјата и уште што е најважно, обезбедувајќи континуирано вработување на над 1000 луѓе во Euronickel и подружниците и соработка со стотици други изведувачи поврзани со развојот на овој комбинат. Како инвеститор во Северна Македонија во целост ја поддржуваме европската иднина на државата и незиното членство во НАТО и Европската Унија, што значи стабилност за регионот и просперитет за народот. Сакаме да се заблагодариме на бројните технички, финансиски и правни експерти кои го поддржаа нашиот фонд во реализација на оваа инвестиција, без кого Euronickel не би била реалност денес. Исто така сакам да се заблагодарам на премиерот и вице-премиерот за економските прашања, за нивниот постојан интерес за проектот, како и за нивната помош во градењето на односите со сите засегнати страни на Euronickel, вклучително и добавувачи, локални заедници и владини агенции. Последно, но најважно, сакам да се заблагодарам на секој вработен во Euronickel. Жени и мажи што работат во фабриката секој ден, во секакви временски услови и се грижат. Euronickel да работи по највисоки стандарди, безбедно и одговорно, сега и во годините што доаѓаат. Ви благодарам многу. Изминатава година не водеше токму денешниот повод за окружување на успешно завршена реорганизација и реализација на инвестицијската програма предвидена за 2019 година. Се работеше и инвестираше повеќе од 80 милиона евра за денес да бидеме на прагот од следната етапа во успехот и просперитетот на Euronickel Industry. Дополнителни 15 милиона евра се инвестирани само во втората производна линија, а се вложуваше и во рехабилитација на целокупната опрема, залихи на суровини, во високостручен персонал, нови вработување, сертификати и стандарди. Сето ова во насока на обезбедување долгорочна и одржлива иднина на компанијата. Дозволете ми да направам осврт на досега постигнатото, на резултатите, затоа што бројките и споредбата најдобро ќе го опишат обемот на растот и напредокот на Euronickel Industry, како и на нашите идни планови. За помалку од една година, благодарение на поддршката на нашиот инвеститор GSOL, на напорите вложени на сите наши вработени и менаџерскиот тим, постигнавме нови производни рекорди во историјата на фабриката. Со една постоечка производна линија се доближивме до речиси 1500 тони никел месечно. Со овој раст, 2019 година ќе ја завршиме со производство од 15.000 тона, што е уште еден рекорд со една производна линија. Во економска смисла, 15.000 тони никел
значи извоз во вредност од над 200 милиони долари, што е речиси 5% од вкупниот извоз на државата. Паралелно со тековното производство, за помалку од една година, успеавме во целост да ја ремонтираме другата електропечка, при што имплементиравме нови и подобрени технички решенија, а токму пуштањето во работа на новата печка, со што го заокруживме инвестицијскиот циклус за 2019 година, за нас е дополнителен повод денеска да ги споделиме нашите успеси со нашите стейкхолдери. Врз таа основа ни растат и амбициите, кои што се реални и скоро видливи. За 2020 година планираното производство ќе надмине 20.000 тона никел годишно, и тоа се 20.000 тона никел 100% наменети за извоз, што има значајно влијание врз домашната економија. Уште позначајно е додадената вредност што ја остварува Евроникел Индустри, имајќи предвид дека од основна суровина произведуваме и извезуваме финален производ. Со врвниот квалитет на своите производи, никел изгура, Евроникел представува амбасадор на Република Северна Македонија низ светот. Нашите производи ги пласираме во Европа, во Азија и Америка, со што ја промовираме македонската индустрија и економија и воедно и државата како инвестицијска дестинација со поволна бизнис клима. Покрај производните достигнувања, не помалку важни се и дополнителните активности кои ни овозможија толку брзо да се позиционираме на меѓународниот пазар на метали. Процесите и производите на Евроникел се сертифицирани со европски РИЧ стандард, ISO стандардите за квалитет и животна средина, ИСК за еколошката дозвола издадена од Министерството за животна средина, одобрението за олесната царинска постапка, што значајно придонесе кон непречениот проток на стоки, издадено од Царинската управа, и уште бројни други меѓународни и домашни стандарди. Евроникел ги има имплементирано во своето секојдневно работење. Евроникел денеска е реномиран и најпредпочитан работодавач, со плати повисоки од 30% од просекот на републичко ниво. Ова од причина што нашите вработени се нашиот најголем и најважен капитал. Инвестираме во развивање таленти и создаваме нови генерации на врвни инженери, специјалисти во областа на металургијата, машинството, електриката, економијата, финансиите, човечките ресурси, животна средина, безбедност и здравје при работа и уште многу други дисциплини. А како неделив дел од заедницата и заедно со нашите вработени, ние сме активни и во општествениот живот и свесни за потребите на нашите сограѓани. Подржуваме бројни културни, спортски, еколошки и едукативни настани. А сите тие се предводени од нашата најголема гордост, прволигашкиот кошаркарски клуб Евроникел 2005, со што ја продолжуваме кошаркарската традиција на кавадарци. Со ова недвосмислено и самоуверено ја искажуваме нашата општествена одговорност, нашата свест за заедницата и како дел од неа создаваме подобра верзија. Меѓутоа, сето ова, денешниот повод, досегашните идни успеси за кои работиме, е истовремено и резултат на поволната инвестицијска клима, институционална подршка како основен елемент за привлекување странски инвеститори и за успешна реализација на инвестицијски проекти како Евроникел. Имајќи ги предвид секогаш променливите меѓународни економски текови, кои директно влијат на нашето работење, свесни сме и за предизвиците кои веќе сме се соочувале, а ќе се соочуваме и во иднина. Затоа сакам, во името на Евроникел, да упатам благодарност до сите стейкхолдери, до сите инволвирани институции и министерства, државни органи, до општина Кавадарци, сите наши деловни партнери, соработници, коментенти, до нашата најтесна заедница селата Возарци и Шивец, до сите наши вработени за целокупната подршка што ја добивме од вас во изминатиот период и на која сметаме во бројните години што се пред нас. Евроникел денес е позитивен пример од повеќе аспекти. Евроникел испрача позитивна порака до домашната и до странската јавност. И најмногу од се, Евроникел е на прагот, на почетокот од уште поголеми достигнувања.
Ние сме свртени кон иднината. Ако минатото и сегашноста се на сите, иднината за која навистина сме работеле и сме инвестирале е само наша. Ви благодарам. За човек како мене што доаѓа од индустријата, празник е кога ќе дојде у фабрика и кога ќе види дека се инвестира и дека таа фабрика и индустрија има иднина, и иднина која што е важна за стопанствениците и собствениците, важна за државата, ама пред се најважна за вработените и за нивните семејства и за целиот регион. Не можам да не се сетам дека пред 2,5 години ова не изгледаше така. Пред 2 години отприлика тоа беше еден безнадежен случај кој што представуваше опасност да се претвори во една сериозна криза на економијата во државата, и тоа не само за вас како вработени и не само за регионот, него и за целата држава, зафаќајќи го банкарскиот сектор и сите останати доверители. Не можам да не се сетам на моментите кои што предизвикува кај мене голема вознемиреност, а тоа беа моментите на блокирање на патишта, транспортери кои што можеа да останат без своите камиони, па и без своите станови, кои што ги имаа заложено за камионите да работат, а немаа наплатено со месец. Долговите на ФЕНИ беа над 70 милиона евра и тоа представуваше една сериозна опасност која што беше предизвикана од едно неодговорно водење на компанијата и од страна на менаџментот, но за жал и од страна на државата тогаш. Мислам дека сите институции во државата одреагираа на начин на кој што треба, вклучувајќи ги сите институции кои што беа вклучени во акцијата на зачувување на овој комбинат, и денеска сме на овој резултати, на оваа точка на која што се наоѓаме, а тоа е да зборуваме за функционална, профитабилна фабрика и за фабрика со иднина. Не можам да не се сетам кои би можеле да бидат последиците од тоа доколку банките изгубеа тогаш над 42 милиона евра, а доверителите во нашата држава изгубеа над 27 милиона евра, и мислам дека овој комбинат беше на добар пат да биде тоа што денеска го имаме во Охрид, во Топилница Велес и во многу други индустријски капацитети. Секогаш ти имаш изговор. Изговорот ќе беше што да правиме, фабриките пропаѓаат, се случуваат стечаи и банкроти. Меѓутоа, со еден одговорен пристап, пред се на доверителите, на судот, на стечајниот управител и на сите други институции кои што беа вклучени во ова, ценам дека се дојде до денешната точка, која што мислам дека треба да биде еден добар пример, дека во нашата држава може да се направи позитивен стечај со реорганизација, каде што доверителите ќе бидат 100% исплатени. Исто и вие како вработени, грижата беше да во ниеден момент не го почувствувате тоа што можеше да се случи како опасност. Јас лично не би сакал повеќе да зборувам за минатото, би сакал да кажам повеќе за иднината, а иднината е дека овој комбинат во моментот произведува 5% од извозот во нашата држава, учествува во бруто домашниот производ на државата, а со новата инвестиција од 15 милиона евра во втора печка ќе учествува уште повеќе, значи и во бруто домашниот производ и во извозот, и нормално ќе помогне и на државата во делот на подобрување на економските перформанси и параметри на генерално на економијата и во општеството, но секако и во регионот. Не е значајна само за вработените и собствениците, значајна е за сите партнери кои што соработуваат, на сите добавувачи, а тие се бројни и од земјата, за среќа, но и од странство. Јас ви посакувам на сите вас многу убави години во иднина, ви посакувам многу успешна работа, ви посакувам да гледам среќни лица и посакувам многу успех не само на компанијата, него и на целиот регион, кој што исклучително зависи од оваа компанија. Се најдобро и многу среќа во иднина. Ми представува посебна чест што ми е дадена можноста денеска да ја делам со вас радоста по повод една година исклучително успешна реализација на инвестицијскиот план и успешно работење на компанијата Евроникел Индустри. Пред една година заврши стечајната постапка за ФЕНИ Индустри, нашиот познат комбинат за производство и извоз на фероникел, како најуспешна стечајна постапка во историјата на нашата држава. Оваа постапка заврши, како што знаат да кажат, by the book, односно по учебник. Со учество на швајцарската глобална компанија GSOL и личниот ангажман на господинот Маркос и целиот тим,
и со инвестиција од 80 милиони евра за рестартирање на компанијата во македонската индустрија, се обнови работата на оваа компанија, сега под името Евроникел Индустри. Евроникел Индустри денеска е повторно една од најуспешните приказни во нашата земја и го задржа приматот што го имаше долги години наназад, како најголем извозник на фероникел од Северна Македонија и двигател на македонската економија. Се надминаа сите кризи и затекнати проблеми. Вработените се задоволни и срекни, просечната плата во компанијата во октомври достигна повеќе од 550 евра или, како што рече директорот, за 30% поголема од просекот во државата. Евроникел Индустри во моментот има 1000 вработени и директно или индиректно соработува со 1000 само локални компании. Само во последниот период во Евроникел се вработени дополнителни 100 работници кои се на обука за да бидат подготвени да се вклучат во процесот со активирањето на втората печка за новата производна линија во која се вложени нови 15 милиони евра. Како што беше кажано, ред и јас да потврдам, со извоз оваа година кој што ќе заврши до крајот на годината со преку 200 милиони евра, учествува со 1,8% во бруто домашниот производ на државата. Ние политичарите, кога се надпреваруваме со економските успеси, зборуваме дали имаме 1% раст, 2% раст, 3% раст. Еве сега државата во прво полугодие има 3,6% раст, во третиот квартал очекуваме 4% раст. Сите може да сватите што значи 1,8% раст на индустријското производство во државата поради еден вака значаен комбинат. Со новата печка, која што денеска е пуштена во погон, каде што можевме да ги видиме сите перформанси и да ги дознаеме сите детали, за да таа биде подготвена и ставена во употреба, благодарение пред се на работниците и вработените, на Далибор, главниот инженер, машински инженер, магистар по менеджмент, бизнис, администрација, кој што ја водеше ова работа, но секако и на целиот менеджмент кој што учествува овде. Јас сум социјалдемократ, благодарение на работниците пред се и над се, можеме да кажеме дека идната година се проектирани планови 20.000 тони, по цените проектирани согласно берзата, значат меѓу 300 и 320 милиони евра извоз на фероникел од нашата земја низ целиот свет. Тоа значи учество во бруто домашниот производ планирано за следната година од 2,7%. Ова се сериозни бројки, треба да знае и Кавадарци, Тиквешијата и цела Република Северна Македонија, колку е значаен овој комбинат не само за Кавадарци, Тиквешијата, туку и за цела наша земја. Бројките, како што реков, доволно зборуват и за тоа колку е големо значењето и импактот што овој комбинат го има во развојот на севкупната економија во државата. За оние кои што покажаа сомнеш каде се 624 милиони евра директни странски инвестиции, кои како историски рекорд беа остварени лани, 2018 година, треба да знаат дека овие 80 милиони евра инвестиции се дел од тие 624 милиони евра странски инвестиции овде во државата. Тоа ни дава за право, со гордост да кажеме дека заедно сите ја движиме македонската економија во вистинска насока. Дека не правиме стиропор економија, туку реална економија на реални вредности и бројки. А сите вие, денес овде присутните, вработените во Евроникел Индустри, сте вистинскиот доказ за тоа. Владата на Република Северна Македонија будно го следеше процесот на стечајната постапка, од причини што овој комбинат е клучен за овој наш убав кавадаречки тиквешки регион, затоа што вработува 1000 наши сограѓани кои екзистираат токму од работата на Евроникел Индустри, но и затоа што е столб во креирањето на бруто домашниот производ и е на еден начин мотор на економскиот развој во државата. Ред е да се заблагодарам на целиот економски тим, предводен од потпредседателот на владата Ангјушев, соодветните министри, државните институции, општинските институции, сите заедно одиграа стручна професионална улога под раководство на судот и стечениот менеджмент, за да навистина еден ваков процес кој што беше досега само упишан во нашите книги и закони, биде во пракса реализиран. Тоа значи стечај преку рестарт
во кој што беа надмирени 100% сите обврски и на работниците, и на добавачите, и на банките. Денеска Евроникел Индустрија е производител на високо квалитетен никел, кој што успешно ги освојува пазарите во Европа, во Азија и во Америка. Тоа се пазарите на кои се извезува целокупното производство, со што компанијата се бројува меѓу најголемите извозници во Северна Македонија. За жал, во претходниот период, несовесното менеджирање, толерирање од институциите тогаш ја доведе екзистенцијата на семејствата на илјадници вработени под знак прашање. Ова го зборувам и јас и Ангјушев не за да обвинеме некого. Времето е позади нас и тоа останува историја, но да испратиме порака да се внимава. Треба да се внимава, секој да води грижа, заради тоа што е создадена вредност во нашата земја, убаво да го чуваме, да го негуваме и да го надградуваме, како што тоа денеска го правиме со пуштањето во употреба на втората печка. Сепак, денеска јас, а верувам и сите вие, сме срекни, затоа што заедно со инвеститорот G-Sol ве заштитивме вас како работници, вашите работни места, а комбинатот продолжи да работи и да испраќа пораки ширум светот, дека нашата земја е навистина атрактивна инвестицијска дестинација. Уште еднаш, ви честитам на успешната работа на компанијата G-Sol. Изразувам благодарност за довербата и за препознавањето на квалитетна можност за инвестирање во нашата земја, а на вам вработените и на вашите семејства ви посакувам уште долги години да уживате во плодовите на успехот, бидејќи и вие сте дел од тој успех. Посакувам заемно распределување на профитот и добивката помеѓу газдите и работниците, оти само така е одржливо и само така ќе има и среќа покрај ангажманот и работата. Благодарам. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.